чест ми е да го најавам гостувањето на ректорот на Универзитетот Гоце Делчев, професор доктор Саша Митрев. Ректоре, добре да сте во студиото на Добре, најдов. Ќе зборуваме за многу прашања кои што се поврзани со универзитетот, но најактуелното или најважната работа што се случи неодамна на УГД, една убава работа, второ место на универзитетот во рангирањето на Джиаотонг универзитетот од Кина. Вашиот коментар за ова? Па рангирањето на универзитетот си доаѓа некако спонтано после многу години, да кажеме, напорна работа на сите вработени со јасна идеја и цел за градење на една современа високообразовна институција, и рангирањето некако си дојде само по себе. Значи, ние очекувавме да има некое подобрување или пак да останеме на третото место од сите универзитети нели што беа во Република Македонија кои беа во рангирањето пред неколку години, и по параметрите што се мерат излезе дека Универзитетот Гоце Делчев е на второто место, многу близко до првото место. Така, ќе кажеме, на интерна работа пративте еден имејл со честитки до сите, но сигурно имате нешто за кое што мислите дека беше пресудно во рангирањето. Вие често заслугите ги давате нели на сите вработени, но што е она што е пресудно во тоа рангирање? Видите, во рангирањето не учествува само една работа, значи тоа е Универзитетот по својата организација е многу сложена институција и не може да се каже баш ова е тоа што универзитетот го доведе до некоја висока позиција. Сите тие работи што постојат на универзитетот, што ние сите ги правиме колку свесно, колку несвесно, допринесуваат да се најде универзитетот таму кај што се наоѓа сега и да си го земе местото. Некои универзитети се разочарани, но тоа кажува дека можеби немат доволно време посветено во изминатите 2-3 години на својата, да кажеме, работа на квалитетот, работа на оние секојдневни на изглед банални работи, но времето брзо минува и доаѓате во ситуација да се суочите со самите себе што имате направено за одреден период. И мислам дека јас затоа колективно секогаш настапувам дека колективно сите допринесуваат во развојот на универзитетот, затоа што има многу луѓе кои што допринесуваат во неговиот развој или во неговиот пат. Значи не може да биде тоа базирано на една личност, дали е тоа ректор, проректор или декан или некој само факултет. Значи универзитетот е колективна организација. Како што рековте, некои беа разочарани од можеби тоа рангирање и сакајќи да го ублажат тој удар, да речеме, рекоа дека тоа не е многу значајно рангирање. Што мислите според вас, колку е тоа значајно за перцепцијата на студентите на самиот универзитет? Како не е значајно, тоа и текако значајно ако ја гледаме целата универзитетска поставеност и ако ги гледаме универзитетите од позиција на еден студент или од позиција на еден родител кој што сака своето дете да го пушти на некој универзитет, не е исто дали ќе го прати на универзитетот кој што е последен на ранг листата во државата или ќе го прати на првиот универзитет, вториот, третиот и така натака. Че има голема разлика. Така, веројатно придонесе и оние стандарди кои што се воведува во работењето, неодамна се доби таа акредитација за исто стандардизирањето на УГД. Што значи тоа за универзитетот? Па јас пак ќе повторам дека работата на универзитетот е секојдневна, секој ден има по нешто да се сработи или помалку или повеќе, и со текот на времето целата таа работа се собира на некој начин и се гледа нивото на универзитетот, се гледа нивото кој го има достигнато. Една од тие, да кажеме, тешки работи кои што се воведува во било која организација, дали е тоа трговска фирма или е тоа организација, било каква услужна организација или универзитет, да воведете стандарди на работење и голема работа. Ние работевме неколку години на воведувањето на овие стандарди и на пишувањето на постапките, процедурите, методите на работа и така натака. И успеавме, значи, оваа година, пролетта, мислам сега, после нова година, да ја добиеме акредитацијата која што е добиена од релевантна институција како што е ТИФ Норд, кој што ги работи тие
сертификации и ние добивме сертификати со 9001 за организирање на работењето на администрацијата, значи административниот процес, работењето на универзитетот во сите тие служби, центри кои што ги има и секако и студиските програми кои што пак на некој начин влегува во таа сертификација и начинот на изведувањето на наставата, на издавачката дејност, на односи со јавност и така натака. Значи сите тие процедури, постапки си имат некој ред кој што на крајот се кронисува со таа сертификација и добивање на тој сертификат. Значи ли тоа нешто за меѓународното вмрежување и препознавање на универзитетот? Секако, тоа е многу важно за секоја организација, па и секако за нас за универзитетот. Тоа кажува дека процесите во универзитетот се на некое ниво кое што не може да биде по случајност или по волјата на некој поединец, дали некој е расположен или не е расположен, па како ќе одговори. Значи има си процедура и ако не ја спази таа процедура, може да има и негативни санкции од претпоставените. Значи мора таа администрација да функционира на некое предвидено ниво кое што е дадено со таа сертификација. И тоа е исто важно и во меѓународното препознавање, затоа што тие се меѓународни стандарди. Тоа е многу битно, ќе напоменам, ние тоа го правевме со една идеја да дојдеме до ситуација да добиеме таков сертификат ИСО 9001 за работењето на целиот универзитет, за да можеме да бидеме спремни пред надворешната еволуација која ни престои, да бидеме спремни и на тој начин со ова сертификација која што имаме на процесите внатре во универзитетот, ќе се надоврзат ова само еволуацијата која што имаме направено веќе втор пат поред и тие се предуслови, предпоставки за надворешната еволуација. Тоа се евалуатори кои што ќе дојдат од Европската асоциација на универзитети и ги очекуваме сега на 19 март да дојдат и да направат надворешна еволуација. Кога ќе направат тие надворешната еволуација на база на се ова што имаме сработено, тие ќе направат свое мислење, свое видување за организационата поставеност на универзитетот, за начинот на функционирањето, каков е овој универзитет и нивниот извештај ќе влезе во тие извештаи кои што тие ги припремаат за универзитети ширум Европа, за различни универзитети и работат и за надвор од европските земји универзитети и на тој начин тие универзитети кои што добијат евалуација од овој борд, да кажеме на некој начин, добиват и меѓународна препознатливост. Значи, веќе ќе излезат некои податоци кои што ќе ги каже некое тело кое што е европски потврдено и ќе каже тој универзитет има тие и тие добри страни, ги има тие и тие негативни страни, добар е наставниот процес или има слабости, научниот процес е таков и таков. Значи, веќе вие ќе добиете како универзитет, како организација, некое пошироко препознавање и тој извештај останува тамо на веб страната на Европската асоциација на универзитети и тоа е она последната фаза од, да кажеме, етаблирањето на нашиот универзитет како нова институција која што на некој начин ќе си го добие местото меѓу европските универзитети и ни престои само аплицирање за членство во таа асоциација на европски универзитети и со тоа може да се каже дека е завршен еден циклус на развојот на универзитетот. Според ова што ми го кажувате и за еволуацијата и за акредитацијата, да споменам само дека и акредитацијата кога се добиваат тие за ИСО стандардизацијата, повторно тие меѓународни агенции доаѓа и ја проверуваа работата овде на УГД, исто како Geotong универзитетот, исто како и оваа еволуација. Универзитетот постојано е на тест, веројатно, дали ова значи и постојано проверка на одредени работи? Секако, значи кој мисли дека е другачие може да се организира самиот универзитет, значи ќе сгреши. Универзитетот е нон-стоп отворена институција и нон-стоп подложен на проверка. Значи нон-стоп тоа така ќе биде, така е сега и ќе биде секојаш во иднина. Ако се затворите да
како универзитет, и ако се бидете само на некој начин задоволен од позицијата која што си имате или представата која си ја правите сами за себе, прашање на време кога ќе се суочите пак со големи проблеми. Мора да нон-стоп да биде самата институција отворена за надворешна проверка, не проверка од меѓу себе ние да се провериме, него проверка од страна. Проверка некој што ги разбира тие работи, што има цел живот поминато во универзитети, што знае како функционираат универзитетите на меѓународно ниво, тие кои ќе ве проверуваат нон-стоп, мора да биде така, тогаш ќе бидете секогаш во тензија и ќе се борите за квалитет. А на крајот добиваат студентите од сето тоа. Така, еволуцијата спомнавте на кои критериуми ќе се осврнат, што ќе еволуираат и што ќе биде најголемиот адут на УГД? Имаат своји методи, имаат ги пратено овде кај нашиот центар за квалитет. Тие веќе работат на припрема на материјали, сакат да видат, да разговараат со студенти, да разговараат со наставници, да разговараат на одредени факултети, да разговараат со локалната самоуправа, со представници на стопанската организација, на регионалните. Тоа е многу сеопфатно истражување. Значи, да, тие сакат да разговараат не само со ректорот и со деканите, затоа што ние ќе кажеме дека се е во ред, дека ние сме супер, дека се е организирано како што треба. Тие сакат да видат и другите што мислат за нас како универзитет и на крајот ќе од сето тоа што ќе видат на универзитетот и од документите кои што пред се базирани на само евалуацијата, кои што правиме на 3 години, и од други параметри кои што ќе ги побарат од нас, ќе си направат една слика за универзитетот каков е, до кое ниво е, што му фали, кои се негативните страни, кои се позитивните страни, така што мислам дека е многу добро и за нас, и како управа, и како наставници, да знаеме во кој правец да се движиме, ако нешто грешиме да се исправиме, ако нешто е добро да го потврдиме и така. Мислам тоа е така. Дали може би оној информатички дел е најсилниот адут на УГД или како на пример електронскиот индекс кој што веќе знаме во завршно? Па видите, тоа е еден од условите за еден современ универзитет. Без таков систем веќе многу проблематично е како ќе се организира еден универзитет. Значи тоа е една од главните предуслови за да функционира универзитетот како што треба. Последната, па и предпоследната овие образци што ги добивме за рангирањето на универзитетите, бевме на некој начин зачудени некои од колегите, затоа што во тие параметри се бараше колку универзитетот инвестира во информатичка опрема, во софтвер, хардвер и така натака. Значи, колку вложува повеќе, толку повеќе бодови добива во самото рангирање, што беше чудно за некои луѓе. Јас го знаев тоа уште од почетокот и правев притисок цело време за купување на информатичка опрема, за градење на тој електронски индекс, затоа што знаев дека една од основните работи во рангирањето на универзитетите и во начинот на организацијата и вреднувањето на нивните на вредностите што ги создава универзитетот, тој е информатички систем. Без таков информатички систем не може да постои современ универзитет. И ние ќе продолжиме во тој правец сигурно. Овој универзитет има уште нешто да формира од она инфраструктура, финишира изградбата на новиот ректорат, има прилика да влезам, тоа е еден импресивен објект сега што е реновиран. Докаде кога се вселувате и другите инфраструктурни објекти? Па во новиот ректорат се вселуваме постепено, како ги средуваме, затоа што тоа е на некој начин нова куќа. И со сите проблеми кои што излегува додека се преселуваме, ама мислам до крајот на месец март ќе се преселиме со сите служби, ќе го добиеме мебелот внатре и новиот ректорат е една прекрасна зграда која што е зграда повеќе од 200 години стара, која што знаеме сите, нели, во Штип и пошироко, дека таа зграда е училиштето кое Јосиф Ковачев го основал пред речиси 200 години и училиште кое што ги дала првите
учители, училиште за учители како било во тоа време, или на некој начин зачетокот на педагошката академија кој што може да речеме од тогаш пред 200 години. Тоа училиште имало своји проблеми во текот на овие 200 години, било пожарено, извесен период, уништено, па пак изградено, и кога локалната самоуправа ни го даде пред неколку години, тоа е пред, не сум сигурен, мислам дека пред 6 години, кога ни го даде беше во многу лоша состојба, беше целосно руинирано. Некои од спратовите не функционални. Беше стварно во многу лоша состојба и од тогаш почнавме како универзитет да се бавиме со тоа училиште и тогаш ни се јави идејата дека е правото место за новиот ректорат, кој што се покажа дека е одличен избор. И реновирањето траеше речиси 5 години и сега може да кажеме дека е веќе спремно и да не фатеа изборите сега за председателските избори и парламентарните избори. Тоа ќе го направивме на 27 март, кога и патронатот на Универзитетот Гоце Делчев. Нема законско ограничување така. Сега имаме ограничување, не смееме да правиме отварање на нови објекти и затоа ќе се воздржиме па наредната прилика во текот на летото или најкасно 15 септември кој ќе биде првиот час на новите студенти, па тогаш ќе направиме официјална промоција, ќе размислиме за тоа. Во секој случај инвестициите кои што ги прави универзитетот продолжуваат и понатаму. Така, имавте една изјава дека планирате дел од факултетите да се сместат во Ново село и тоа не случајно мислам дека изборот е на оние уметности, факултети што се занимаваат со уметност, затоа што Ново село е инспиративно место. Да, што ќе биде таму? Ново село како населба во градот Штип беше на некој начин запоставена и заборавена, неоправдано, а сите знаеме колку многу дејци, колку многу личности имат излезено од таа населба, дури не може да се поверува колку значајни личности има на толку мал простор од тие, не знам, 1000-2000 куќи колку постојат таму. Со преместувањето на ректоратот во Ново село се прави една голема можност за самата населба, за ревитализација на некој начин, за обнова на тие стари куќи и така натака. Значи тоа е работа која што се надевам општината и градоначелникот кој што има добро разбирање за оваа работа. Мислам дека ќе продолжат во тој правец да се направи Ново село една убава населба која што ќе наликува на централното подрачје на Охрид, во кој што ќе има тие стари куќи со македонски стил, во кој што ќе има улици и во кој што ќе има и кафетери, ресторани и така натака. Но ова што ме прашавте за овие неколку факултети, тоа се два факултети кои што треба да се основат, кои се основани, али треба да ги ставиме во функција на некој начин. Тоа е факултетот за ликовна уметност и факултетот и академијата за филм, за филмска уметност. Идејата ни е да направиме во рамките на Ново село, значи две куќи кои што ќе бидат адаптирани за потребите на овие академии. Значи внатрешно ќе ги исполнуваат сите потреби за работењето на академијата, а од надвор ќе се личат на она староградска македонска архитектура и плюс Институтот за историја и археологија кој што правото место мислиме дека е токму Ново село. На тој начин ќе привлечеме внимание и на самите студенти да го живнат тој дел од градот, затоа што движењето на 100-200 студенти во тој дел на градот ќе има своја позитивно влијание на самата средина. Многу млади луѓе се интересираат за овие академии. Музичката факултет за музичка уметност се приименува во академија. Најавена е таа филмска и ликовна академија. Има ли конкретно нешто околу тоа? Значи, дали има одредено веќе професорски кадар кој што ќе биде таму? Во академијата за музичката академија веќе функционира неколку години и знаеме сите таму веќе целиот процес етаблиран,
си функционира без никакви проблеми, имат доста студенти, релативно доста, можем да кажем и много студенти имат како факултет или сега како академија. Имат исто значење, дали академија или факултет, затоа што се поврзани со уметностите, па затоа ги викаме академии. Овие другите две академии се исто така многу интересни, посебно академијата за сликарство, за ликовната академија, која што ќе го форсира правецот на класично сликарство, кој што на некој начин го основа овие двојца наши професори кои се од Русија, кои веќе овде живеат и кои добро се вклопија во средината во која што дојдоа. И тие ќе останат и понатаму и мислам дека од оваа година можно е да имаме соработка со Академијата Греков од Москва и во преговори сме за уште двојца или четворица професори или наставници кои што ќе доаѓаат од таа академија и кои што ќе водат ова новата генерација која што ќе биде 2014-2015 и на тој начин мислам дека ќе се направи цела школа која што ќе биде препознатлива од ова наша академија која што е поврзана со класичното сликарство. Така, воспоставувавме една соработка со Филмска академија од Чешка, беше најавено дека ќе има некоја заедничка диплома или нешто слично. Што се случи со таа соработка? Таа соработка исто овие денови се финализира, значи се припремаат договорите. Тоа е Филмската академија од Чешка, која што се бави со филм, со режија и така. Тоа е најпознатата школа во Европа. Која е една од попознатите школи. Претежно ќе биде усмерена во овие постдипломски мастер студии и понатака, значи здравје и докторски студии и сме во фаза на организирање на додипломските студии, мислам на студиските програми кои што треба да се акредитираат во меѓувреме. Тоа е многу захтевна студиска програма затоа што постои и техника која што ќе мора да се набави, постои и некои други барања кои што се специфични за фелата, за самата филмска уметност. И имаме ангажирано наставници од Чешка, од самата академија во Чешка, кои што ќе учествуваат во организирањето на студиските програми и организирањето и почетокот на работата на оваа академија, кој што ќе мислам дека ќе привлече внимание и можеби ќе биде добро за на некој начин да привлече и студенти од соседните земји, затоа што ќе биде релативно блиску овде, а ќе бидат присутни наставници од Чешка, од Полска, од овде, од Република Македонија и мислам дека ќе биде доста добра можност за студентите кои се заинтересирани за овие уметности. Несомнено универзитетот се шири и по бројката на студенти и по бројот на студиски програми. Моментално има околу се калкулира со бројка од околу 18.000 студенти. Колкав е капацитетот на УГД? Колку е оној максимум кој што можеме да го примеме? Па моменталната бројка на студенти на Универзитетот Гоце Делчев е некаде околу 18 до 19.000 студенти, но од целата таа бројка сите не се активни студенти, значи има добри 2.000-3.000 студенти кои не се активни, имаат застанато во некој од циклусите на образование, дали втор циклус или прв циклус, значи не се активни, но се водат во системот затоа што законот им дозволува извесен период. Ако не бидат активни, значи треба да се избришат од евиденцијата на универзитетот. Но и 15.000 студенти е голема бројка од кои добар дел се во Штип од тие студенти. Повеќето во дисперзираните студии ги има во Скопје, во Струмица, помалку во Кочани, во Прилеп, Кавадарци и така натака, но добар дел се овде во Штип. И тоа е одлична бројка и мислам дека 2.500 студенти до 3.200 студенти за Универзитетот Гоце Делчев за прием на нови студенти е одлична бројка. Се што е повеќе од 3.200 е проблем веќе на универзитетот, затоа што немаме таква инфраструктура
и тоа се релативно големи бројки. Значи, по таа логика, ако земеме 3200 во прв циклус, се запишуваат некаде околу 700-800 во втор циклус, и трет циклус е значително помалку, 10 до 20. Значи, тоа се огромни бројки кои ќе ги ставиме на едно место, над 4000 студенти годишно. И на 4 години, а има факултети кои што имаат и 6 години, како што се од медицинските. Значи, се добива една огромна бројка која што може да биде и проблем за менаџирање во самиот универзитет. Неодамна имаше еден германски медиум кој што објави дека имаме студенти од Германија. Моментално, според она што имам јас како информација, дека имаме околу 300 странски студенти на овој универзитет. Каква ќе биде политиката на УГД во таа насока? Имав информација, не знам колку е тоа вистина, дека ќе има ограничување на бројот на странски студенти или? Не. Не би требало да има ограничување на странски студенти. Ние во наредните години мислам дека ќе имаме значителен наплив на странски студенти, затоа што има и програми кои што ги поддржува Европската унија, тоа се Еразмус, размените на студенти. Ние во овој период имавме размена на студенти и одеше во еден правец. Ние праќавме студенти на некои универзитети и тие се враќаа назад после да продолжат кај нас на студиите. Но после 3 години таква пракса ќе имаме можност, ќе имаат можност странски студенти да доаѓат на нашиот универзитет, да поминат еден семестар, 2 семестри и така натака. И тие програми ги финансира Европската унија. Може студентите да доаѓат во таква размена и на сопствен трошок, значи тоа е исто дозволено. И мислам дека е тоа добра можност на универзитетот, на сите овие млади луѓе кои што постојат кај нас за размена, за дружење, за проширување на своите видици на размислување, и тоа е само една голема можност. Во наредниот период мислам дека бројот на странски студенти ќе се зголемува. Така, ректор сте на универзитетот од самиот старт. Вие и ова ректорска управа, овој менеджмент, да речем, на универзитетот ги поставија темелите на УГД. Како го гледате универзитетот во иднина, каде гледате практично иднината на универзитетот Гоце Делчев денеска во оваа глобална конкуренција? Имаме глобална конкуренција, практично сите преку интернет има конкуренција од различни универзитети. Каде ја гледате иднината на УГД? Иднината на УГД ја гледам во постојан развој, значи на собствената инфраструктура, на собствените можности и отварањето на универзитетот према било какви соработки према другите универзитети. Значи, било какво затварање на универзитетот за соработка со стопанството, соработка со други универзитети, соработка со странски универзитети, ќе доведе до изолација на самиот универзитет, имајќи во предвид дека ние не живееме во главен град, не живееме, значи, во главниот град на државата во која се наоѓа универзитетот, живееме во помал град, многу лесно може да дојде до провинциализација на универзитетот, значи да се затвори универзитетот, да и во својата кадрска политика на прием на наставници да се затвори локално, да се затвори во градот или на пошироко фамилиарно ниво. Значи, тука гледам само опасноста на универзитетот. Инаку, како се поставени работите на универзитетот, посебно со електронскиот систем, кој што на некој начин ги контролира и наставниците, и управата, и сите што се внатре, е една голема предиспозиција да универзитетот живее и да биде активен во иднина. И мислам дека рангирањето на универзитетот, сите овие основни работи што ги направивме во изминатиот период ќе бидат една добра одскочна даска, да кажеме, во иднина уште поголеми резултати да се постигнат и можеби универзитетот и да изненади за некоја година да се најде на првото место. Така, има ли некаква идеја, зборувам за можеби 7-8 години од денес, што кој е вашиот став околу тоа, дека дали некој од дисперзираните студии можеби да се повлечат во Штип, па Штип да стане целосно универзитетски град? Има некои дисперзирани студии што се покажа нефункционални, постојат како такви, ни прават трошок, а не запишуваме нешто посебно студенти. Таков беше случајот со Берово. За неколку години, 2-3 години, не запишавме ниту еден студент или запишавме незначително малку првата година, па ги префрливме
после во Штип. Проби Штип исто така е релативно проблематичен, значи релативно малку студенти, Радовиш така е на границата на некоја рентабилност во работењето, ако може така да се изразиме. Свети Николе исто така е релативно слаб и со студенти. Ако нема студенти, се друго некако е излишно било какви инвестиции за да привлечеме нови. Студентите сакаат и да се дружат меѓу себе. Тие сакаат и да се најдат на едно место, затоа што ги живеат тие години од 18, 22, 23 години кои се едни од најубавите во животот и сакаат да бидат со шо повеќе други своји врсници, да се дружат, да разговараат, да излегуваат и така натака. Ние нудиме како универзитет оваа година во овој конкурс, не знам дали и Министерството за образование и наука ќе го прифати тој концепт, нудиме една можност за учење на далечина. Значи, такви студенти кои што сакаат да студираат, а кои што немаат можности да патуват во соседниот град, да речеме, еве нека е Штип, можат да својата едукација да ја прават преку учење на далечина. Значи, ние имаме систем кој што е развиен, значи електронското учење, електронска библиотека и многу такви електронски алатки кои што ги направивме умеѓу време. Сите тие индексот може да пријавуваат, да уплаќаат, значи не мора да одат на студентски прашања, не мора да одат во библиотека да земат книга, значи се може тоа да го направат од дома, од својот компјутер и на тој начин мислам дека ја направивме основната предпоставка за организирање на учење на далечина. Полагањето сигурно нема да биде на далечина, мора да биде од близина. Значи мора да дојдат во просториите на самиот универзитет, на факултетот, да се видат со наставникот кој, како, што и да полагаат таму. Значи, ама тоа е за полагање. А сите овие други активности кои што на некој начин како вонредно студирање со користење на сите тие алатки кои што ги нуди универзитетот, да не патуваат студентите. И тогаш мислам дека ќе се наметне една нова можност за самите универзитети, значи да не организираме дисперзирани студии тематски само за некоја ограничена студиска програма во Пробиштип. Тие може да се јават на било која студиска програма. Ако се јават на некоја студиска програма која што, да речеме, може би да биде тоа дизајн, графика, нешто. Ако има толку заинтересирани од Пробиштип, да речеме повеќе од 10-15, па може наш наставник да отиде во Пробиштип, во наставниот центар што го имаме тамо, да организира консултации, да организира испити така натака. И на тој начин мислам дека ќе се отвори една многу голема можност за самите студенти, затоа што ние имаме своји испостави речиси во сите градови во Источна и Централна Македонија, кај што може да комуницираме со студентите. Ово што кажувате огромна работа, значи ли тоа дека УГД можеби за 5-6 години ќе стане глобално конкурент на ниво на Европа? Преку учење на далечина. Видите, има големи институции, големи универзитети кои што овие работи ги прават пред нас. Значи тие не чекат ние да ги направиме па да ги стигнеме. Значи тие прават нон-стоп затоа што се постари, поискусни, побогати на некој начин. Ние може да гледаме од нив и да барем за регионот бидеме конкурентни. За регионот кој што сепак па и не е мал. Може да се јават на тој начин на студирање многу студенти од Бугарија, се јават од Грција, од Албанија, може да се јават од Србија, значи не е проблем. Полагањето ќе си биде класично полагање, ама ова другото може да се направи од дома. Дури она дополнителна фаза и предавањата на наставниците кои што може да се филмуваат и да во некоја си презентација како што е предавање во живо, да биде ставено на овие системи кои што имаме. Тоа веќе се реализираше на медицина со некои вежби, мислам. Так, тоа беше во живо, ама снимки може да се направат, значи може да се направат и да се депонират на овие системи и студентите да си ги гледат
своите наставници како во живо, во предавање. Во време кога им одговара на студентите. Да, кога сакат. Можеби ќе работат цел ден, навечер ќе се бават со проблематиката која што ќе ја даде универзитетот и тие се познати работи. Ние сакаме тоа да го направиме кај нас и мислам дека ќе на некој начин ќе ни дозволи самото министерство кое што сепак ја дава крајната согласност. Така. За крај следен значаен настан на Угада е патрониот празник. Како се планира одбележувањето? Секоја година има некој новитет, но како што рековте оваа година на избори, па ќе нема можност многу да. Така, значи патрониот празник, како што знаете, е на 27 март. 27 март секоја година кога е основан со закон Универзитетот Гоце Делчев. Оваа година правиме 7 години од основањето. И сега ни се поклопи, значи, патронатот заедно со изборите кои што ќе бидат во Република Македонија и во тој период не може да правиме пуштање на објекти и така, да се пофалиме со тоа што сме го направиле и ќе мора да на некој начин да ги одложиме тие работи за после изборите. Мислам дека ќе го одбележиме патрониот празник онака нормално како што го и правиме, со доделување на дипломи, на први и втор циклус, исто така ако има за промоција на трет циклус, издавачката дејност и така, тековни работи без официјални промоции на објекти кои што ги правевме во меѓувреме. Мислам дека опфативме се во досегашниот разговор. Јас ќе оставам простор за некој да споменеме некои проекти кои што интензивно се работи. Има уште неколку работи кои што треба да се споменат. Тоа е Факултетот за медицински науки кој што забрзано се развива и кој што ние како универзитет го следиме цело време и кој што е еден од помасовните факултети на во самиот универзитет. Тоа е, да напоменам, самата зграда на текстилното училиште кое се адаптира во современи простории за потребите на медицинскиот факултет. Скоро имаше нови прозори таму. Па да, таму работат, таму го комбинираме, значи, присуството и на учениците кои што се во настава се уште во текстилното училиште и работата на нашите екипи кои што ги менуваат прозорите, санитарните јазди и така натаму. Значи се надевам дека до крајот на летото или до средината на летото тој објект ќе биде завршен и тоа е еден прекрасен објект. Му следува наредната фаза која што треба да биде средување на фасадата надвор и на она спортската сала која што ќе биде во функција исто така на Факултетот за медицински науки. Би сакал да напоменам дека стариот ректорат веќе ќе биде едно прекрасно место за правниот факултет, кој што правен факултет на некој начин беше во кампус 4 далеко од градот, значи тие студиските програми по правните науки ќе бидат во центарот на градот, кај што доликува и за правниот, економскиот, медицинскиот да бидат во централното градско подрачје. Во кампус 4? Кампус 4 ќе си остане, значи, филолошкиот факултет и делот на туризамот и бизнис логистиката и можеби некои други служби ќе влезат во тој кампус и потребно е да се напомене дека сме со една иницијатива во рамките на ова текстилното училиште, односно сегашниот медицински факултет да биде направена една современа универзитетска библиотека која што ќе има така еден импозантен, печатлив лик, фасада која што и градба се разбира и кој ќе биде во самиот центар на градот и ќе биде универзитетската библиотека. Така, тоа се едни одлични проекти, сигурен сум дека во наредните години ќе бидат реализирани. Ректоре, ви благодарам за гостувањето и ви посакувам среќа и успех понатаму. Благодарам и на вас.